сте со најновото издание на емисијата Интервју на К3 телевизија. К3 телевизија и нашата емисија секогаш носат во вашиот дом гости кои што го заслужуваат вашето внимание, но и гости кои што заслужиле да бидат дел од запишаната историја и еве пренесена преку нашата телевизија и нашиот медиум. Наш вечерашен гостин кој што и во вашите домови ќе ги пренесе искуствата од неговото 4 децениско работно искуство е истакнатиот археолог од Крива Паланка Цоне Крстевски. Еден од многуте поводи да биде наш гостин е и последното признание кое го доби од општина Крива Паланка, 8 октомвриската награда која што се доделува за особени заслуги, признанија и афирмација на општината, но и на државата ширум светот. Господине Крстевски, благодарам што се одзвавте на нашата покана да бидете гостин во интервју на К3. Вашето работно искуство, вашиот работен век, богатото минато кое што го имате оставено и богатството од работата во вашата струка се само една причина кривопаланчани, но и сите ваши да бидат горди на вас. Како се чувствувате вие како уважен граѓанин на Крива Паланка со големото признание? Јас тоа го кажав и во моментот кога ја примав наградата. Знаете, во животот секој пат има да ги наречем изненадување. Стварно и не очекував дека ќе бидам во потесниот избор на ова признание на мојот град и да го опишувам, тоа треба да се доживее. И пожелувам на многу луѓе, стварно ова е посебна чест кога го добива од својот град и од своите сограѓани, од Советот на општината и посебно градоначалникот, да го спомнам, Арсенчо Алексовски, и од институцијата која се исто залагаше за ова признание. Јас пак ќе речам, не верувам во тоа, но на некој начин ми се заокружуваат некои работи, не мислам дека е крајот тука, но ова е, добро го тоа рече и градоначалникот, поп се станува во својот град постарен, малку вака една шала и анекдота. Посебно ми е драго, верувајте ми, сум добил повеќе признанија и од општина Виница, општина Валандово, Крушево и така натаму. Посебно признание од моите колеги од археолошкиот музеј, сегаш новиот, односно новиот стар, овој што кај Вардар, бидејќи јас така и мојата работна кариера почна. Јас практично не доживеав, немаше таа среќа да се селам и да дојдам во ново археолошки музеј, бидејќи мојата животен пат беше сосема во друг правец. Така да за наградата би било излишно повеќе да кажам, одушевен сум и сакам секој тоа да го доживее и посебно благодарам на сите кривопаланчани и сите оние кои, а се знае, Советот на општината и градоначалникот, тие се кои па во крајната инстанца одлучуваат. Така, оние кои не го знаат Цоне Крстевски, а не верувам дека има таков, како започна вашето патешествие едноставно по патот на археологијата? Вие сте еден од пионерите археолози во Македонија, во тогашна Југославија. Како решите да заминете да студирате археологија? Многу го прашен. Тоа е увек, да наречам, изазов, кај што би рекла, малку со овој литературен, увек малку паланачки. Да ви кажам право, таа далечна 67 година, јас без стварно во дилема кога завршив гимназија во Крива Паланка, стварно без, така да речем, да една раскрсница, но тука делуваше и малку ние така како фамилија, браќата, брат ми докторот Мирко, Лазо, покојниот Миле Крстевски, дипломатот, и така натаму сестра ми Нада, и така, сме разговарали на овие теми. И јас повеќе вака, викам, Крива Паланка е интересна, па да одам на геологија, али во Скопје нема. И првото мое одење беше, пробам да видам геологија, е лошо, не мислам, зарасто не, но геологија. Но тоа се полага приемни испити, тешко одеше и не тајна, не може, не положив. Одма ги префрали документите, викам геологија. А за археологија знаев. И ведно вака, како втора алтернација, викам на археологија. Отидувам на археологија,
како викам, од суга пропат положувам и се радувам од озгора на баш тоа се сеќавам по оние телефони стари, закажуваме термин на брат ми, на татко ми, викам, тата викам, јас на геологија, вика синко, или на археологија? Не, тата викам, на археологија. Брат ми докторот беше многу радосен, и така вика, тоа е единствена наука, паланчани нема, многу се ретки, ке прошета свет, она и така. Па и вистина и така биде. биде. Се испостави дека е така. Па да ви кажам право, јас прошетавте светот, Европа и сите тие слушнаа за Македонија, па и за Крива Фала. Тука е она. Ретко од колегите кои го доживеа ова што го доживеа, што го вие спомнавте, многу интересно. Има таа среќа да пронајдам во мојата кариера неколку работи многу битни, ќе ги кажам покасно. И со тоа речеме иконите, одма да ги спомнеме, теракотните икони од Винишко кале, јас ги пронајдов. И со покојниот Драгиша Здравковски успеавме, дојдовме до Ендоине Вернер, директор на преисторичен стар замлук, можда терминот лошо го изразов, музеот во Михен, директор, но практично му тоа доаѓа како министер на Баварија за археологија, одnosno за култура. Дојдовме до него, врските беа бака преко наши пријатели се, кога ги виде професор Вернер иконите, првото издагување, значи надворни беше во Михен и тоа беше чудо невидено. Имаме таков каталог изработен и практично што се случи? Тоа одење, тоа беше не 82 или 3 година, не можам тоа се сетам. Од тогај над 30 и неколку држави поминав, над 25-30 светски метрополи и стотинаци европски и континентални, од Австралија, преку Америка, значи поминав над стотици градови. Нема во Југославија, значи нема град, да не речам, стварно нема град, а да си го спомнам 2000 години христијанство, кога беше специјална така годината на тоа денот и се на одбележувањето, кога го почнав морето од Пореч горе, па се доле до Дубровник, 7-8 града, централните делови, Хрватска, Словенија и тоа се. Но најинтересни, најпечатливи ќе ми останат сепак во Австралија. Во, да речеме, на Експо 98 Лисабон, во Клини, еден од чујните музеи, да не ги спомнам имињата на музеите. Да, така, драги мои, да знаете, во археологијата велат вака, среќа два пати неба. Ако ја искористиш, ќе ја искористиш малку дигресија, велат стресни професии дипломатијата, новинарството и археологијата. Не, без никаков, тоа сум го не само слушал од врвни професори по медицина, вистина е тоа. Значи, ете, јас таа среќа ја имам и сите овие мои, речем, ретко колегите. Ако нешто се завидува на археолог, јас сум тој, малку можда непријатно, за мене треба да зборуваат колегите, не други, но тоа често ми го велат, Цона, ти бар успеа бар да прошеташ и да видиш. Сега, ако веќе сум успел да прошетам и да видам по светот, најубавите музеи, да се видам со председатели на држави, од господин Ширак до Пертини, Чампини во Италија, Буторс Гали, во југословенските простори, ајде да не рачунаме, во Москва, во Сан Петерсбург, значи врвни министри за култура, дури иконите одеа и Анкара, ако е муслиманска држава, успеавме и таме да ги однесеме. Министрот за култура на 80 милионска Турција беше одушевен што тоа го има во Македонија. И поетата, еве во што ми е, најекспортираното културно наследство на Република во Македонија, не да ја имав таа привилегија и среќа, јас имав таа чест да го
прошетам со моите колеги, нормално, директори, колеги, стручњаци, со професор Балабанов, на многу места одевме се, но тоа беше таа моја среќа. Далечната 74-та година ги најдов првите 4-5 фрагменти и тоа е како клjuč кога после ги копав Тоа на се источник. и проектите на кои што сте најповеќе горди, предпоставувам. Тоа су горд и цел живот ќе остане, тоа е, ако речеме во светски рамки, една, како Тоа речеме, се конец. артефакти амбасадори на Македонија. Амбасадори и секој пат ќе бидат. Иконите, значи теракотни, видички се нашето име и презиме. Јас дојдов до таа ситуација, да речам, дури некои наши производи почнаа да бидат идентификувани со термините на поедините икони, да не ме замарам со деталите во тој дел. Втора или трета работа, 3 работи во мојот живот што се стварно светски и пронајдоци. Една од вторите врвни работи кои ги пронајдов, тоа е во Марлици, во Исар Марлици, една од плочите, која е реткост од хеленистичко време, а тоа е времето, да речеме, сега термините малку новата наша археологија вика македонизам, хеленизам, тоа е значи 3 века, 3 век, 2 век пред нашата ера, да пишува на плоча растојание од еден град до друг, на која пишува, да речеме, конкретно да кажам, екс и до мене, екс доверо, значи од идомена до добер, стадио дио икоси, значи 20 стадија. И на другата страна од плочата, екс доберо, екс и до мене. 20 пати, 20 стадија. Тоа е дистанца меѓу два антички града, за кој пишувал и се знае уште во 429 година, во моментот сега сум малку обтрезен, значи го потврдивме податокот дека двата антички града се во долна Македонија. Тоа е така ретко, а убикацијата на антички градови е тешка од многу аспекти, за комуникацијата исто така, затоа сме ние тука археолозите да ги поврземе сите тие историски извори и оваа плоча е единствен и редот пример, единствена, ја мислам, не го Западен Балкан, но и во европски размери единствена од тој период. И рангирате прво, второ, па трет. Да, имам други работи, да речем, во Македонија, луѓе, мои колеги постали, правеле археолошки карти, односно иде на терен. Јас сум изготвил археолошката карта на Македонија, така? Да, не, јас сум дел во таа карта, али јас сум бил не само учесник, 7 археолошки карти. Моето име стои тамо. Тоа е чест и, како да речем, и работа, и многу труд. Нема село кај ништо помнил, да не ги спомнувам ушивите сите, со професор Апостол Камичиев, 1, 2, 3, со колеги каде не, и нашата Кривопалничка, посебно ми е драга, 78 година, како млад, вработен, уште во оние, викаме, почетни години. Тоа и ќе кажав, бидејќи сите оние кои што ќе го слушаат сето ова кажано досега, ќе мислат дека е лесно да се биде археолог, ама не е лесно. Вашиот пат од Белград, уште во студиите работевте на одредени истражувања во Југославија, дојдовте тука, па бевте пионер во археолошкиот музеј на Македонија, па и изработките на тие археолошки карти. Да, тие се археолошки карти. Специфично е да се изработи, а вие го знаевте Кривополаничкиот терен. Одлично. Може би тоа ви инспирираше да заминете, да студирате, така? Па видите, јас кога одев во Скопје во археолошки музеј, се сеќам како сега, како дете, назад си бија сеќам, па тоа се тие години, се уште не рази. Велам, па Кривополанка колкава е пространство, 50 и неколку села, како сега, значи Вранковци не беше одвоен, значи сите тие. Па мора да има, па тек тога почнав, како да кажам, уште за мене, историјата ми одеше. И така, викам, чекај, тоа може за Паланка да биде чудо и така. Но за жал, тога знаете, тие години тешко се отвараат тие музеи и све, и дојдов се запосли во археолошкиот музеј тогашен. Тога беше професор Блага Алексова, тоа доаените на нашата македонска археологија, Сажост и така да не ги набројувам, повеќината и живи, али во оваа прилика посебно ќе ја спомнам
професор доктор Викторија Соколовска, да би можела ова да види ова интервју или вака да речем мое снимање и така во Крива Паланка. Верувам солзи на очи ми поведат за тоа што уште жива, здрава и да ми е уште живее и доаѓаше и во Крива Паланка и во Виница ја носем. Марвици го копаме 40 години. Тоа е еден од најпродуктивните археолози, нека ми простат, ќе речат превише е врзан со доктор Викторија Соколовска. Тука е и на слика, имаме во нашето овде поставки на музеот во Крива Паланка. Овде сме во музеот, пак не случајно, бидејќи вие бевте дел од основоположниците на поддржувачите на таа идеја, заедно со Милон Митовски, заедно со целиот менаџерски тим, начело со директорот кои што стојат на сега веќе установата утврдена со археолошка поставка во неја. Така е. И се полни ли срцето кога ја гледате оваа поставка? Ирена, седам и вака си велам. Пред 18 години, кои писма во тој период се праќаа до општината? Еден пресад друг, да не спомнуваме, нека се здрави, живи, кои како, секој ни одговараше, ќе биде, па цоне, тоа е тешко, па вака, па. Јас упорен бев и рекол кога тоа ќе доживеам, па што сака нека биде. Ете се случи што се случи со Елизабета Канчевска-Милевска. Имав таа среќа, конкретно со Драган Величковски директорот, па тука Милан, колегата кои се, ако речам, мои ученици, професор Антонио Јакимовски, Виктор, Петар Стојчевски, и сите тие, како викат на цонет, малку да се не така ни ги импутираат, на цонет децата, мимо што јас имам 2 сина и 2 ќерки, сите сосема други области, за жал, никој не сакаше археологија. Успеавте да имам сада заразна љубов кон археологија, да живеете, речи си 24 часа. Нема, крај нема нашите приказка. Веруете ми, и ова ќе го кажам, жената моја ми вели, Соне, негде 10 до 11 години дома не си бил. Јас тоа и ќе прашав. Ви замеруваат ли 4 деца, сопругата, сите со своји потреби барања бевте сигурно многу одсутен од дома? Па како не, господине, па тоа е, видите што, нашите терени, нашиот живот, точно. Тоа, еве летово, конкретно летово од јули месец, еден пат би се чинил отидов за некоја хитна работа, од јули месец не сум бил дома. Еве не, телефоните се тука. Пензионер сте, ама не уморно. Да. Али еве и децата, летото тамо бевме, јас увек идам пред сезона на некој мал одмор, така малку да се, како веруват, да напълнат батериите. Се мислите ли ви храни душата со таа енергија која што неуморно на терен ја празните? Па тоа да знаете, ја имам успешни деца, дај Боже сите така во животот да се учиња нормално, тоа е све, што вика дедо бре, па ти не заборави. Дамјан викам синко ќе дојде дедо, абе дедо ти само доаѓаш, ама тешко тебе Крива Паланка ти е посрата, како да сине, па тамо сум роден, па што дедо ако си роден? Али и тоа... А сакаат ли да дојдат во Крива Паланка? Како не, баба ми е уште тука, жива, здрава, свесна, 95 години полни, и вели, доведи сите внучиња, нека дојдат тука, еве твојата професија, видиш како дојде, не ви валоризира. Малку еден филм си вратив, желбата, студирањето, одењата, доаѓањата, и сега 4-5 години, да наречам, од отварањето, што стварно сум пресреќен и за објектот, и за сите овие работи што ги направивме на оваа, како да кажеме, конкретна археолошка поставка во овој простор. Колку е, толку е, ние имаме материјал. Јас прескарам малку една дигресија, да се вратам едно исто дело кое нема да се заборави, затоа што паланчани изготвивме нели археолошката карта, тоа го реков, но ја направивме и монографијата на Крива Паланка, каде сум учесник со своји 130 страни, посебно археологија и историја, а дел од тој материјал кој е тука во поставката, тоа е оној што го истраживме, ископавме на припробувањето на пругата Белјаковци Ќустендил. Дел од тој материјал е тука, а дел е од посебни археолошки локалитети,
за кој со многу мака успеав да го донесам овде, пак благодарение на министерката, да не спомнувам, да не претерам. Највише ми значеше, ние го имаме Криво курше, могилата во село Отошница, кои се најубавите нерепрезентативните делови тука изложени во оваа поставка, а да не зборуваме па за оние други локалитети што пругата ги зафати, од преисторијата тамо доле, од почетокот, со фигурините од неолитот, па се до 12, односно 14 век, како со овие крстови од гробовите доле во Бабунци и слично и така натаму, а новите локалитети, сега што ги нападнатме под наводи, локалитетот Градец, село Градиште, Градиште, село Градец, рударските гробишта горе кај наша под Калин Камен, односно кај Ловашката кутичка, ова млеководот, ќе видиме малку тука некои работи во фаза на истражување сме и дел од нашите поранешни рекогносцирање. Веќе знаете што, никогаш ниедна општина не може да биде комплетно опфатена со истражувањата. Секоја година се дополнува и дополнува. Ние имаме толку локалитети со колегата Митовски, разговараме за новите проекти и велиме што да даеме приоритет. Ние веќе направивме приоритет за следната година, но знаете, во прашање се секој пат, пак ќе речеме, и финансите се со големи, како велат со старите крошни, не се оди по јагоди. Малку треба и скромност и во тој дел. И една работа која ми остана од, пак ќе си спомнам, семејството, и покојниот мој брат Миле, и тоа ми го велеше уште во Белград, кога се затекнаме, он дојде, јас веќе бев при крај абсолвент и бев така нешто, он по политички науки, ние така и ексклузивни факултети завршивме, и дело ми кажуваше, односно кажуваше, мене ми збореше, синко, све што ќе правиш, прави, но вика, тоа што ќе се најде, он ме прашува, знаете, тоа, ајде да не зборуваме сега за златарите и така натаму. Но тие, вика, тие предмети што ги новите врчили, вакви, онакви, така си беа термините, тоа е пито се од мене што стои се. А тоа се не чул, тоа го знаат многу паланчани и поставите знаат. Каменот се тежи на местото. Луѓе, значи, еве сега се не само увери, но се потврди, тоа и виничани им го кажува. И сите артефакти што ги имаме на Паланечко. Знаете, там пишува во витрината, речеме во Скопје, открива Паланка, село Дурачка река или да речеме Дубровници и така натаму. Али друго е кога се открива Паланка, село Дубровница, село Градец. Каменот е тука, значи од тука е. Значи местото каде се наоѓа предметот да биде изложен во околината, односно институцијата соодветна за тоа. Вие сте и сосема заслужен за сето ова што денес овде стои и тежи и допрева ќе има своја особена вредност децении нанапред. Неуморно работите, споменав пензионерсте и предлагам да ги погледнеме на лице место вашите тековни активности кои што и по 4 деценискиот работен век, кои што го финиширавте со пензионирање, беше недоволен за да искажете што се би можеле да направите. Предлагам да заминеме таму каде што сте свој на своето. Не случајно се наоѓаме овде на терен, како што споменав, археологот рече каменот тежи на своето, а ние сме овде каде што Цоне Крстевски се чувствува свој на своето на терен. Истражувањата се во тек, археолошки локалитет, водовод Млековод. За каков локалитет станува збор, ова е специфика за Крива Паланка. Во моментот се уште неуморно се работи овде. Што овде ќе биде пронајдено? Добро рекоте, млековод, водовод и така натаму, но во археологијата има така и доста, како речеме, замки.
во моментот сме над шталите по нашиот манастир Свети Јаким Осоговски, а во локалитетот се така води над шталите, а инаку ова за овој случај за овој мековод или водовод и таблата покажува пред 10 година сосема случајно со ерозија на водите од ридото што доаѓа, отворена е една дел, се гледат таму тубусите, тоа се тие цевки, и еден сад поголем, кој јас го видов, не тогај, но многу покасно, и дојдовме во ситуација да моравме, бидејќи многу малку се знае за Срнопор, знаете, темелите уште не знаеме дали е се тука на тоа место негде во близина, и сите овие содржини, овие се се содржини, драги мои сограѓани, од нормално битисувањето, животот на самиот манастир. Да го оставиме сега нагаѓањето дали ќе биде млековод и сето тоа. Што не е исклучено. Такви работи има во Албанија, во Романија, не е исклучено. Но, да се дојде до конечната, да речеме, разврска дали се работи стварно за млековод, треба да се други работи. Ние копаме и горе под Калинкамен, кај така наречена ловачка куќичка, на едни гробишта, тие рударски гробишта познати, таму има дел од цевководот, односно меководот, пак велам под наводи. Да, уште од таму, значи млекото одеме го сипувале, се тоа. Знаете, малку е, да речем, така приказка е. Се уште, по мое, јас не се изјаснувам се уште, бидејќи стварно некои ме мачат, еве конкретно садот. Во моментот не може да го снимиме, бидејќи во делот од објектите од манастирот, необичен ми е самиот сад. Ако бил тој сад за некој преливање или таложник, нема некоја сврка, али е убав садот. Значи садот е поприлично голем, едно 60 сантима висок, едно 50-60 сантима во пресик, убава изработка, тубусите влегуваат, едниот излегува, другиот доведува, но ние сега следиме трасата. Али сега така следиме, ова не се прави археолошки ископувања, бидејќи е таков и методот. Овде, ако копаме сонди, гледате во каква врлетина се наоѓаме, тога без мрежа, без тие да не кажеме работи како се копа и се, по трасата се оди само како конфигурација на теренот, да видиме од каде е зафатот, односно до каде одат цевките. Одма да кажам, ние најдовме дури кај бачилата кај езерото. Ние паланчани знаеме каде е тоа е некои 3-4 километри од овде. Тоа е поприлична должина. Јас мислам дека стварно малку треба да се подразмислиме дали ќе биде цевковод, вода како и сега ние паланчани што пиеме од Калинкамен и така натаму и така. Или не ги исклучуваме сите тие дилеми. Реков пред 10 години, тоа е германска техничка соработка, некоја инвестиција, односно меѓугранична, која ете така направила, има едно фолдерче, остана како енигма. Сега археолозите знаете, нас е да го тоа потврдиме или утврдиме. И затоа овие контролни сонди ги направиме и ќе видиме што е. Но поинтересни се оние гробишта рударски што ги спомнав горе кај куќичка, кои се за нас исто важни, за кои можеме да кажеме некој среден век, како што знаеме рударски крај Крива Паланка, па може да видат туката и Сасите, видејќи целата оваа наша област Саска, тоа со специјално германци. Па онај па се нашли на еден од Бс селото, велам, сите сте плави, чудни луѓе. Па викам, нешто имате германско кај вас. И он вели, не мој бре, да направи сите германци. Баш тој Киро. И тие гробови ние отворивме 3-4 и ги имаме веќе. Дел од артефактите имаме, но се уште не тврдиме и таму, веќе се тоа мали сондажни ископувања, горе отворивме до 4-5 гроба, а евидентиравме околу 5-16 диви копања, за жал. Ова исто е оштетен, кој морам за неколку дена да го спастрам и да го заштитам, и идната година да продолжиме во правец на исток,
да видиме каде скршнува, каде нормално ќе има некој таложник, ќе има некој можда аквадукт, некое премостување. Значи, ова е тоа што, еве видите, малку сите не збунува. Добро, си земале за право 2006 година, намерно го потенцирам и дека млековоз, знаете... 10 години е отворен локалитетот? Да, они го отвориле тога и напишале тие што тука биле и така направиле и сето тоа. А ние еве сега како установа, како музеј на град Крива Паланка, јас како раководител на овие сите истражувања во Градец, на Бабунци, Камлеш и така натаму сите локалитети што ги работи градскиот музеј од Крива Паланка, дојдов и ова да го или потврдиме, нормално, слушате, и да биде и водовод. Ни најмалку не смета, бидејќи веќе знаеме од каде добивале вода сите содржини економски што ги има овие манастирот. Знаете дека нашиот манастир бил неверојатно полн, 2 пати е пален. Иначе оној 12 век кога е комнен, почетокот на 12 век, значи Сарандопор 40 кривини, да не разборуваме за Осоговски, знаеме сите, али старата црква, малата, односно Богородичната црква, знаеме дека таа од 14 век, без вода и без вода. И еве да речем, паланчани се познати кашкавалџии. За сирење нема да зборуваме, тоа за кашкавалот нашите се и на Бистра и на Шар планина недобрите. Јас се уште се воздржувам да потврдаме, али има индиции. Тој таложник, тој сад и ова изохимса што ја следи овој млековод, под наводи или цевковод, ќе ни каже следната година, затоа пак конкуриратме за пари. И знаете, времето, многу малкуте пари, тешкиот терен, сето тоа, може ќе испадне ова како нешто како што би рекли наши паланчани вада, ископале, ете сега барат и не, ова се само пробни да видиме што е и мислам дека тоа ќе го решиме следната година дефинитивно зашто се работи. Господине Крстевски, ќе си дозволам да ја затворам емисијата на еден поинаков начин. Ако досега моите емисии ги заокружував со некаква порака, можеби заокружување на одреден процес и еве заокружување на профилите на личностите кои биле мои соговорници, јас ќе си земам за право, бидејќи вие ја продолжувате емисијата со самото тоа што рековте дека истражувањата допрва овде следа, дека вие нема да запрете да ги истражувате сите археолошки богатства, наоѓалишта во Крива Паланка кои што постојано ги изнаоѓате за да можете да ја докомплетирате можеби визијата и мозаикот во вашата професија кој што ќе се однесува на Крива Паланка. Предпоставувам ќе ве скокот ка цело време и љубопитноста и долгот кон градот и татковината додека не го направите сето тоа. Тоа ли ќе биде и пораката до сите ваши колеги, помлади археолози и воопшто сите кои што ќе ја гледаат емисијата? Неуморноста? Неуморноста е она што инспирира, можеби и она што ве храни, предпоставува. Од све помалку, добро го рековте и го добро и заокруживте. За малку е време за све за еден човек со 40 и кусур години работен век во оваа професија да се каже, но, знаете, неуморноста. Неуморноста е една дел од тоа, но знаете, желбата за ново, за криено, за вредно, за она што ќе остане на генерациите, за личната афирмација, не сум да испадне нескромен. Веруете, најмалку мислам на тоа и не се ни оптеретувам. Ја го заврши својот работен век, задоволен сум од работењето и се, али пак вашата збор ќе го повторам. Неуморноста. Тука е она што ме влече, мене лично, го препорачувам и на моите помлади колеги, само ентузијазам, значи желба. Го има ли тоа кај младите сега? Јас ги гледам, убаво, пак, велам, уште не се, некој пак ќе се разочарате, дожд, снег, малку средства, малку пари, ова, она, све, во сите професии се го има. Се трудам, знаете, све индивидуално.
али повеќето ги гледам, знаете, во овие наши води влезели се, тоа е тешко, како речем, тешко се излегува. Тоа е како алкохол, да кажеме, па како зависници, да не кажам повеќе од дрога. Археологијата е стварно наука и една, така речем, занимлива професија, што стварно бара и човек со такав ген, али за жртва тоа дефинитивно нека разбере. Археологијата не може од дома или од кабинетот да се пази на се. Он може да стане доктор на науки, да прочита и се. Али да го доживееш тоа на терен, да го истражиш, да го презентираш, да го ископаш, на симпозиум да го пренесеш на своји колеги. Тука е убавината. И пак те кажам, целото археолошко културно наследство на Македонија, насекаре, ама насекаре. И колегите кои одиме на симпозиуми и се гледаме. И велам онака, другари, колеги, ајде. Како вика, нема будуќност. Има. Јас тврдам дека има. Но, треба многу да се вложува. И едно, секој пат сум бил поборник на варијантата. Најдобар конзерватор на секој археолошки локалитет и артефакти и се, побо не ги вади ако не ги конзервираш, односно ако не ги средиш да ги презентираш за пожар. Дали е тоа движно културно наследство или се артефакти. Значи, подобро да не се копа ако нема пари, доволно и се. Затоа ние годинава, ова заборев да го кажам, посебно инсистираме на конзервација на археолошкиот материјал. Ако, драга Ирена, него тоа ние спасиме да го спасиме во музеот, џабе што сум го јас ископал, односно со колегите што сме го тоа донеле во музеот, обработиле со сите оние норми и дишани, како што велиме ние во археологијата има страшно многу прописи и сега малку поостри и така натаму, али конзервацијата и се што е во земја, објект ако отвориме, ова, еве јас сега само за пример, ја морам ова да го зашитам ова зиме. Јас делумно ќе го зашитам превентивно, да би следната година пак би го отворил, да го наставиме и да видиме што со него. Дали ќе го презентираме како дел од акведуктот, да го накажеме за млековод или за цевковод или нешто слично, така да ова ќе биде заштитено и ќе бидеме и ние горди што ете имавме таа среќа. Еве во 2016 година, после 10 години да видиме што се работи за овој локалитет и кој ќе биде многу значаен како туристичка дестинација, веќе знаеме што значи нашиот Јоаким Осоговски. Секако тоа ќе биде и повод за ваше следно гостување веќе следната година можеби. Благодарам што бевте наш гостин. Благодарам што се озвавте на нашата покана. Пат, многу благодарност за признанието што го добив од градот. Тоа ми е посебно чест и благодарност до сите што направи. Молам. Благодарам и вам, почитувани, што бевте наши гости во емисијата К3 интервју. Благодарам што го одвоивте вашето време да бидете наши следбеници. Продолжете да ги следите нашите содржини. Останете на програмата на К3 телевизија, а ние ви закажуваме веќе следна средба во вторник во 21 часот.